Задоволство ми е што денеска сум во Свети Николе. Разговаравме со градоначалникот за начините како општините, како Свети Николе и како Македонија да станат подобро развиени, како да најдеме повеќе пари за инфраструктура, како да ги решиме напластените проблеми и особено собраните долгови, кои за жал градоначалникот и општината ги наследи, и како при тоа да создадеме услови младите да остануваат во Македонија, а не да заминуваат во странство. Едно станува јасно, дека на 30 септември имаме шанса да обезбедиме Македонија да биде безбедна и стабилна држава, да не се грижиме за тоа дали ќе не биде, дали ќе ги зачуваме истите граници, дали ќе ја зачуваме стабилноста, но во исто време и да и гарантираме на нашата земја повеќе пари за патишта, повеќе пари за локална инфраструктура, подобро платени работни места, подобро образование и здравство. Ова се теми за кои мора да дискутираме и ова се теми на кои сите други држави кои станаа членки на НАТО и Европската Унија веднаш забележија позитивни резултати. Зошто македонските млади да не можат да ги имаат привилегиите што ги имаат младите во Бугарија? Зошто македонските општини да не можат да ги искористат милионите евра неповратни европски фондови што ги користи, например, денеска Хрватска? Затоа е важен референдумот на 30 септември. Светот кој дојде во Македонија овие 3 недели, сите светски политичари, сите влијателни луѓе покажаа дека за нас вратата е отворена, дека успеавме да ја отвориме вратата за Македонија. Но дали ќе го преминеме прагот, дали ќе ги добиеме тие средства, дали ќе ги добиеме тие шанси, зависи од граѓаните на нашата земја. Затоа повикот ние до сите граѓани на Република Македонија да го искористат своето право на глас, затоа што одлуката на 30 септември ќе ја донесат оние кои што ќе излезат да гласаат. Не тие што се во странство, не тие што остануваат дома, туку тие што ќе го искористат својот право на глас. Ако се согласуваат да гласаат да, ако не се согласуваат да гласаат против. Ние ќе го почитуваме мислењето на мнозинството граѓани кои што ќе го искористат своето граѓанско право. И сметаме дека на тој начин Македонија ќе стане и подемократска, но она што е најважно, подобра земја, побогата земја, земја која што ќе создава шанси за своите млади.